Една од членките на невладината организација О2 иницијатива која се бори против девојградбите добила телефонска закана да престане да реагира против изградба на зградата кај воена болница. Случаја закани, значи добивме закани, наша советничка, што е член исто на О2 иницијатива, доби телефонска закана, каде што и беше кажано да престане да реагира, да се престане со секаква реакција, затоа што ќе силуваат ќерката. Заканите беа пријавени во полиција, нема исход од тоа, бидејќи бројот е еден од тие броеви што се очигледно заимени, значи името на кој е регистриран бројот е непостоечко и не може значи да се поврз за кое лица било за заканите. Од иницијативата О2 подсетуваат дека незаконски беше добиено позитивно конзерваторско мислење за одобрение за градење на зградата која се гради во заштитното подрачје кај воена болница. Тие забележале нерегуларности и поднеле представки, а потоа се промени ситуацијата и се издаде негативно мислење од конзерваторски центар. Но општината не го поништи одобрението за градба. Тие поднеле представки до Министерството за транспорт и врски и сега го чекаат нивниот потек. Ние го напишавме барањето до Министерот за транспорт и врски, бидејќи тоа е следната инстанца кој како второстепен орган може да го поништи одобрението за градење. Од невладината организација О2 изработиле амандмани за измени на сегашниот закон за урбанистичко планирање, со што би се зголемила транспарентноста и би се намалил ризикот од корупција. Денеска иницијативата О2 пред медиумите ја промовираше платформата на која граѓаните може подетално да се информираат за борбата против корупцијата во урбанистичкото планирање. Со тоа тие може да се запознаат со тоа како да ги пријават нерегуларностите и да поднесат представки и жалби.